некој нема интересова да го направи, да го среди, види како живееме, види што е катастрофа. Срамота, еден да добива, да хлаба во джип, а друг да гази во кал. Заокружена 12-ка, наречи си секој јагол од битолската населба Баир, подсетува на неодамнешната изборна битка. Но освен графитите, нема речи си ништо ново. Не е живот тоа. Пред една година, во врвот на епидемијата со COVID-19, 360 степени го посети едно од најсиромашните места во земјава, ромското мало Баир во Битола. Нека земи малце владата мерки, како сите што живеат, сакаме ние така да живееме ромите. Денеска сме на истото место. Не е ни сменато, ни ништо, самите гледате, самата јавност нека видит. Значи ова не е живот, ова нека се реши една за секогаш, барем нека ни да некој станој, барем да можеме луѓето да си живееме како што треба. Населбата и натаму е без вода, струја и канализација, а импровизираните живеалишта остануваат можен извор на зараза. Помина изборите, толку готово. Пак ние остануваме на средина, во кал остануваме и цел живот вака ќе видиме овде. Иако е сместена речиси во срцето на Битола, ромската населба Баир со децении како да е одсечена од градот. Тука државата како да е речиси целосно одсутна, а заедницата функционира по своји интерни закони. Сиромаштијата сејде го има, и дрогата го има, и проституцијата во цел свет го има, и не можам да кажам дека не го нема во нашето мало, во Баирско. Значи ова е дефинитивно хаос. 25 години сум јас тука. Секогаш вака било, Секогаш вака било. Ништо, гласоите ги даваме, не лажа, вамо, тамо, а ништо не ни прат. Меѓу ретките новости на Баир е свежо поставениот песок на еден од тесните калливи сокаци. Дојде од една партија, не знам каква партија беше туреа, овден малце тампонче, онден дупки кал, вода, па потаму малце тампонче, она е срамота што си играат со нас. Игнасота. Верувајте, ние ништо не сни некој отпадок кој не замислуваат како една стока. Првиот проблем што треба да се реши на Баир е урбанизацијата. Например, едно од најсиромашните места, познато како Картон Сити, веќе напразно го носи својот епитет. Низ годините, картонските куќички станаат цврста градба, без план и контрола. Идејата дека Баир треба да се урбанизира обично заживува пред избори, но досега не ја спроведе никој. Другата претходната што направи градоначалничка за Баир? Ништо, таја само празна ветува и не ни даде. Сега овај не знам пак. Чекај, сега и влезам во вас, ќе видиме понатак. Сега нема да и критикам тие едната и другата партија, да ти кажам право, никој само да фаќат поани седиште. И поубаво за ним да му биде. Бидејќи Баир не им е приоритет на актуелните големи партии, Ремзи Медик, кој доаѓа од невладиниот сектор, решил да настапи на локалните избори како носител на независна советничка листа. Мораме на некој начин ние проблемите и решенијата да ги најдуваме, пошто ние се соочуваме со тие проблеми. Тоа ви доаѓа исто како мене ме боли забот, вие да одите на стоматолог. Значи, ние мораме на некој начин да придонесиме. Секоја недела да врви камион и да го собира ѓубрето. Иако е задоволен од одзивот, Медик не доби доволно гласови за да влезе во општинскиот совет. Причината смета е долгогодишен проблем – притисоци врз гласачите роми. Ако не гласате за нас, нема да ги исполниме барањата од типот на вода, асфалт на улица, од таков тип. Имаше и други средства со кои што се користеа за да ги придобиат тие гласачи, негде околу 30% од тие гласачи што ги дадоа гласовите за политичките партии. Така, засега судбината на Баир е во рацете на политичарите кои доаѓаат од двете најголеми партии – СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ.
Затоа и ние тропнавме на нивна врата по одговор, зошто нема напредок на планот на урбанизација. Доскорешната градоначалничка на Битола, Наташа Петровска, ја одби нашата покана. За време на нејзиниот мандат, највидливиот проект беше изградбата на заштитен зид на делот од регионалниот пат кон Ресен, кој минува покрај Баир. Претходно, баирчани го блокираа со ѓубре во знак на протест за условите за живот. Зад него се си остана исто. Најголемата надеж за урбанизација на Баир сега се невладиниот сектор и меѓународната помош. Со пари од Европската унија и логистичка поддршка од општината, до следната година треба да се изработат урбанистички планови, кои ќе послужат како основа за да се реши статусот на дивоградбите на Баир и потоа да се донесе комунална инфраструктура. Ние искрено не очекуваме дека би имало никаков прекин, бидејќи независно од тоа која политичка гарнитура е на власт, станува збор за општина Битола, значи станува збор нели за институција која што е од јавен интерес за сите граѓани. Со оглед на тоа што генералниот урбанистички план нели беше колку што следев во изборните програми на сите кандидати за градоначалници на Битола, дури и на новоизбраниот, така да не се сомневам дека би наишле повторно на соработка и на зајакнување на сите активности кои вклучуваат делот на урбана надградба. Паралелно со носењето на урбанистичките планови, невладините со низа активности се обидуваат да ги доближат институциите до локалните жители и да им излезат во пресред за секојдневните потреби. Интересот за сега е мал. Проблемот е децениски, не е решен и луѓето имаат изгубено доверба во самите институции, затоа мислам дека тоа е причината моментално што не доаѓаат. Ние идиме тука колку што можат, овие што се тука надзорници помагат кутрите, но сепак има и надвив поголеми луѓе што треба да ги решат овие работи. Да ти кажам право, не очекувам многу затоа што многу обетија, а од тоа ништо не се направи. И така да немаме надеж, а идиме и гласаме. На изборите Битола, а со тоа и Баир, добија нов градоначалник. Тони Коњановски од ВМРО ДПМН тврди дека ќе продолжи со работа на проектот за урбанизација на Баир и зајакнување на заедницата, иако тоа не беше дел од неговата предизборна програма. После 4 години ќе го видиме Баир урбанизиран. Дај Боже, тоа ми е навистина, тоа е дел на градот кој не успел никој досега да го среди. Се надевам дека дел по дел барем дел ќе помогнеме. Дека тоа комплет ќе се реши и мислам несериозно да се каже сега од оваа стартна позиција. Треба да се влезе во општината и да се види што е можно да се направи. Коњановски не доби поддршка во голем дел од местата каде живеат роми, но вели дека тоа му е дополнителен мотив за да се заложи за промени. Но не се дамнешни времињата кога токму партијата на Коњановски ја имаше и централната и локалната власт во Битола, што не направи разлика за Баир. Зошто овој пат граѓаните би верувале дека ќе биде поинаку? Па може би верба, волја да се реши тоа, и како лекар знам што значи тој дел на таа популација, здравственото воспитување нивно и здравствената едукација која го имаат и структурата која имаат и во делот на вакцинации кои порано сме ги спроведувале, во делот на доснабдувањето, како лекар може би повеќе ќе се заинтересирам за решавање на тој проблем. Но освен волја, за решенија ќе требаат и инвестиции, како изградба на социјални станови и конкретни мерки за интеграција на заедницата, процес за кој допрва ќе притиска и Европската унија. Во меѓувреме, надеж за баирчани останува позитивниот дух, па кој и да е на власт.